Премиерот Мицкоски очекува опозицијската СДСМ да се врати во работната група која работи на изборниот законник и на таков начин до јуни да се донесе и овој закон кој е дел од реформската агенда. Тој денеска повтори дека по состанокот со директорот за проширување во Европската комисија Герт Копман е оптимист дека е можна испорака на сите чекори во предвидениот рок и порача дека продолжувањето на европскиот пат не се темели само на уставните измени. Еден или два чекори зависат од учеството на опозицијата во нив, тоест еден во овој грес период, тој изборниот законник. Се надевам дека таму разумот ќе преовладее, дека ќе се вратат во работната група и ќе го усвоиме сите заедно овој реформски закон, затоа што реформите не се само промени на уставот. Јас го разбирам ова меко ткиво на македонскиот идентитет во СДСМ, кој што во моментот е раководство на СДСМ и дека најлесно им е да коленичат наместо да работат, но реформите и доказ дали сте за Европа не е само бугари во устав, туку има уште многу посуштински работи кои што треба да ги завршиме. Ние сме фокусирани на суштинските работи, а тие нека коленичат таму каде што коленичат. Во однос на реформската агенда, оценката на евроамбасадорот Рокас е дека има забразување во исполнувањето на чекорите и очекува дека таквиот напредок позитивно ќе биде нотиран во најновиот извештај за напредокот на Македонија, кој треба да биде објавен на есен. Потенцираше и дека истекот на рокот е до крајот на јуни, а не до почетокот на месецот. Годишниот извештај на Европската комисија е во тек на подготвување, така да ќе биде, треба да се финализира некаде до септември. Меѓутоа, во генерала воопшто, кога ќе се спореди со извештајот од минатата година, може да нотираме дека има забрзување на процесот на реформите, така да јас искрено се надевам дека овогодишниот извештај ќе може да покаже дека напредок е направен и дека ќе имаме и резултати. Од СДСМ и натаму бараат уставни измени веднаш. Велат дека внесувањето на малцинствата во уставот не го загрозуваат македонскиот идентитет, туку дека го зајакнуваат. Потенцираат и дека прашањето за малцинствата не е бугарско, туку европско и дека преговорите за членство се водат со Европската унија, а не со Бугарија. Од ВМРО ДПМН е пак и денеска упатија обвинувања на адреса на СДСМ дека водат антинационална и антидржавна политика која оди во прилог на бугарските власти.